Сакатио питач што сакаше да му го усвоит магарето и жената на еден патник човек што влегувал во некој град за на пазар. Чита Александар Станојков. Еден сакат човек седел на крај градо да пита милостина од луѓето што ќе влегуваат и што ќе излегуваат во градо. Туку речи во сите градови у нас има таквие питачи, а најпоеќе во Велеси има. Идејќи си во градо некој чесен и набожен човек на пазар во градо, заедно со жената си и со едно магаре, поминал покрај сакатиот питач и питачо почнал да му се моли мошне жално и да му реди зборови да го кандиса, да го качи на магаре и да го внеси во градо. Чунки било приквечер, а па бил и сакат од обете нозета, не можел да си појди и може да остани ноќта на поле. Се молил, плакал, викал, се кинал со раце, дури му смилил срцето на мажо, а најпоеќе на жената да го качат на магаре. Ај бре човеку, му рекла, да го качеме сиромајо на магаре, да му сториме едно добро, да Белчиќе не вати некој благослов од толку благослов и на сакатио. Ај да го качиме, лели верлиш мури домаќинќе, е рекол и го качиле. Едно дошле во градо и наместо да слези питачо од магаре, си тргнал за кај дома и свикал на жената. Жено, домаќинќе моја, кај си кинисала со тој човек? Ја тргај пред магаре да си оиме дома, да не ти слезам та за коса да те одлечкам дома и после да ти удрам еден ќотек со стапов, као што сум ти удрил и другаш, и да те затворам во одајата да те држам гладна и жедна 3 дни и ноќи, како што сум те држала и другаш. Знаеш, али не знаеш, лош арен, маш сум ти, исте мес ќе ме водиш. Треба да знаеш, оти не е лесна работа ти да бегаш по друг маш, па да ми го земиш и магарето што со него се ранам, да те Бог убие иди, курво се мендорска иди. Пред мене оти, тако ми таткоа душа и мајкина, сега главата ќе ти ја столчам со стапов како на змија. Ај пред мене де. Море слезе од магаре бре да би Господ те ослепел, увикал човеко, да би што си бил проклет да те пожалам на сакатлако и да те качам на магаре, та да ти сторам добро и сега да ми го оспоруваш магарето, а пак и жената ја правиш своја. Ту, еде пса зеден. Слези бре проклетник од магарето и сега крвта ќе ти ја локнам. Знаеш али не знаеш? Кога чу тој збор сакатио што му рече крвта ќе ти ја локнам, да кога даде еден вик што го грло течи. Да е видел Господ дали има суд, дали нема, во среде градо, Арамија сака да ми плени жената и да ми граби магарето, а пак мене сакат крвта да ми ја локни. Викат проклетио сакат што го грло течи и косите си корни. Се натрча народот, брате мил, од сите страни да видат што се прави. Сите што видеа и чуја викотницата од сакатио, сите него го поверуваа за прав, а човеко за крив и отрчале мнозина луѓе на конак да кажат оти човек јабанџија му го грабнал магарето на еден сакат човек и жената му. Која чуја тоа нешто се имените, грабнале пушките и отрчале при сакатио, та го ватиле човеко со се жена и го однесле на конак заедно со сакатио и изведоа пред кадијата да се судат. Што ви е кавгата бре луѓе? И прашал кадијата. Што се карате и прајте ѓуротија? Еве што е кавгата, кади баба, му рекол човек. Јас си идев со жената ми на пазар и едно приближивме до градо при сакатиов питач кај што седеше, вати да ми се моли со плачење да го качам на магаре и да го донесам во градо. Чунки бил сакат, а пак времето било доцна да не остани на пато. Го сожалив јас, а најпоеќе жената ми го сожали и го качивме, та го внесовме в град и наместо да слезе од магаре, тој свика по жената ми да оди пред него дома му. Ете за тоа се караме кади ефенди со овој Јанќе Седжија, што му сторив добро и сега сака да ми го освои и магарето и жената. Те молам кади баба, да му пресудиш како што даваше раатот и така да го накажеш. Бре Дилинџи, ти што велиш на тоа згора? Му рекол кадијата. Аман кади баба, ти биди ми татко и мајка на мене сакатнико, ти се молам од небо до земји.
Арно Вуков да се сториш на оваа работа и да ме куртулисаш од овој горски белоденски арамија, што сака да ме слечи и да ме го земи моето магаре, што ме носи да си питам и се ранам, чунти сум сакат и нозе немам. А пак ости што сака да ми го земи магарето, ами и жената сака да ми ја земи. Проклета жена и таа се уиди со него и сака да бега по него. Дека сум сакат ме неки мене. Ете, таа ни е кавгата Кади баба. Аман, голема риџа ти имам, Вуков стори се на оваа работа, да ме куртулисаш од овој Јанке Седжија, да не ти треба на аджилок да одиш после од кој ќе ме куртулисаш од устата на волкот. Аман, Кади баба, ти бакнувам полата да судиш право, а не за атр дека е тој променет како чорбаџија, а пак јас сум сиромав со искинат јалишта. Те молам, Кади баба, суди сега како што е право. Од која ислуша кадијата двете страни, Бајаѓи беше се позамислил и никаков карар не можел да му дајт ни на едната страна, ни на другата страна. Дума и издума како да ја најди правината. Заповеда на Музуро да и клаат сите тројца башка, мажо во една одаја, жената во друга и Сакатио во треќа, те да и заклучат да лежат ноќта како запсаана, та утрото ќе му дај карар на двајцата. Му курдисал по еден човек до одаите да изслушаат кој што ќе проговори дури да лежи како апс. Од која поседаа малку во одаите, ватија сами со себе да си чинат лакрдии. Мори глава дрвена, си велел мажот. Што ти треба да правиш добрина на сакат човек што го накажал Госпо, да го качуваш на магаре и да го носиш в град, да ти го зема магарето, па и жената? А ја насан, што беше ти бил шерет да уđија, проклет да биди, сио народ го кандиса да е вистина како што вели тој. Ти кадијата туку рече го кандиса, и ме страв да не ме пресуди мене. Мори жено, ти го имаш си окабет што ми се тоари да го качам тој пес на магаре, не друг. А пак жената му си зборувала, јас имам кабет што го натерав мажот ми да го качи на магарето и никако. Да сега и магарето да ни го земи, а па и мене да ме зема за жена. Госпо ми разум на кадијата да му дајте да пресуди право, та ништо друго не велам. А исто и Сакатио вака сам си зборал и си велал. Ама ако ја извам оваа работа на глава, ашкол сум носина од нашите луѓе ќе ми речат. Да удрам лов без пушка, макар и женичка не е лошо. Као ми се гледа, ќе го добијам, ја силјам од кадијата, чунки кадијата е многу милостив за сакати луѓе, за слепи, за ула и за сите сиромаси. Сите тројца што изслушале ошле при кадијата и му кажале кој како што рекол. Утрото кадијата ја пресуди да вијат од кај човеко и му го дал магарето и жената да си ои по работата, а Сакатио го накажал според шераатата. Спроти оваа приказна, има една друга што еден сакат човек му се качил на коњо и сакаше да му го усвоува. Еве што Маривет направил кадијата и го нашол коњот чие. Го кладе во еден аар со 3-4 коњи и сопрво го внеле Сакатио да го познаи кој коњиет. Влегувајќи Сакатио го познал кој коњ бил, чунки беше сторил дикат некој нишан. Ама коњо не го познал, чунки ич глава не завртувал од кај него, али да рзни нешто као по стопан, што ржат коњите. Го внесол стопано и тој остал што го познал, ами му се ополил и му рзнал. Кога виде кадијата тоа нешто, се уверил ти коњо е негов, а не на Сакатио и му го дал, а Сакатио го накажал. А пак за една жена што ја сакал насила еден селанец за да ја земи од граѓанец, еве како е нашол кадијата чија е жената. Ја викнал во една празна одаја кадијата жената и ја рекол да појди во една друга одаја кај што му биле дивит од книгите на кадијата и ја рекол, појди невесто во онаа одаја да ми донесиш дивитот, оти сакам да пишам нешто. Отишла жената и не зела само дивито, ами и сите калеми, ноже, ножици и книги и му ја однесла на кадијата. Кога видел кадијата тоа нешто, се уверило ти од граѓанецо била жената, не од селанецо, чунки ако беше селска жена,
Не е чаре да знаела сите работи да му и донеси на кадијата.